Добро вечер, вие гледате Анализа. Добро вечер и за моите гости. ВМРО, ДПМН и СДСМ. Стефан Антоновски, Миле Талевски. Добро вечер. И во средината го имаме советникот на премиерот за ЕУ вредности. Исмет Рамадани. Ви благодарам што сте гости и веднаш одиме со изјавата на Ковачевски, да го парафразирам, по лидерската средба, што и тема на емисијава, изјави дека ВМРО не се против уставни измени. Изгледаше како пресврт всушност по средбата со Мицковски, но Мицковски поинаку изјавува. Не е тоа баш така. Миле Талевски. Она кое што е факт, а тоа е денешната лидерска средба која што се одржа на барање на премиерот и председател Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Димитар Ковачевски, е факт дека ВМРО ДПМН преку председателот на ВМРО ДПМН изјави дека не се против уставните измени за внесување на дел од народите во преамбулата на Уставот на Република Македонија. Тоа е факт кој што ВМРО ДПМН преку Христијан Мицковски го искажа и е она, како што кажавте и вие, пресврт во самиот процес, оглед на тоа дека ВМРО ДПМН веќе повеќе од една година држеше една теза дека се против отварање на Уставот, против уставните измени. Држеа теза, знаете што се случуваше во јули месец во Собранието на Република Македонија, со тие вувузели, со тој хаос кој што го предизвикаа во државата. И практично тоа е промена на ставот кој што го има ВМРО ДПМН за само 2 часа пред одржување на лидерската средба. Знаете вие дека подпредседателот на ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски после одржаниот составок на извршниот комитет на ВМРО ДПМН даде изјава дека ВМРО ДПМН не прифаќа никаква промена на уставот. Практично за после 2 часа председателот на ВМРО ДПМН даде изјава дека тие не се против промена на уставот, но со одредени услови. Условите ќе говориме за условите искажани. Да. Тоа е нешто кое што е пресвртница во целиот процес и ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија се со една цел во интерес на граѓаните, во интерес на интеграција на државата во втората наша стратешка цела, тоа е интеграција на државата во Европската унија, практично го мобилизираме целиот процес, се со една цел државата да влезе на брза патека за интеграција во Европската унија. Знаете дека овој изминат временски период од највисоките, од најголемите лидери во светот, во Европа, во Соединетите Американски држави беше искажано дека веќе е време да ја прифатиме ова брза трака за членство на државата во Европската унија. И затоа нашата цел, сето на ние како Социјалдемократски сојуз на Македонија, владата и коалицијата го прави, е да направи мобилизација се со една цел, да се направат тие уставни промени и државата да го зграбчи моментот за членство во Европската унија. Зошто велам дека не е тоа баш така? Изгледа како стапица всушност. Изјавата на Мицковски е сосема сепак поинаква. Како вели тој, евентуални уставни измени, да, но откако ќе почне ратификацијата на пристапниот протокол за членство во ЕУ? Ако може да ми дозволите, две лаги се разбиени со денешната лидерска средба. Првата лага е она на Артан Груби, поддржана од Бојан Маричич, дека веќе имаат обезбедени 2/3 во собранието и дека таму има некоја западно европско крило во ВМРО ДПМН, како го кажува, кое што веќе е подготвено да гласа. Со желбата да се има лидерска средба се дискутира со председателот Мицковски и со фактот дека беше кажано дека од ВМРО ДПМН зависат уставните измени, првата лага е разбиена дека мнозинство во собранието нема. И ако имаше, тоа ние долго време го кажувавме, бевме навредувани, набедувани, има, исто ќе биде, вака ќе биде, гледаме кои се фактите. И втората лага што е разбиена, а која што повеќе од се само беше форсирана, е дека ВМРО ДПМН е антизападна, анти-ЕУ, заедно со левица руска партија и така натаму. И оваа лага е разбиена, ова е веќе трет пат да се разбија, затоа што ова е трет конструктивен предлог на ВМРО ДПМН. Ќе ве потсетам дека имавме предлози предходно. Првиот беше да не се прифаќа преговарачката рамка кога таа не беше ни подпишана и објаснивме зошто. Вториот предлог беше хрватскиот модел на преамбула на уставот, кој што е европски модел, никој не може да каже дека е антиевропски модел, кој што исто така не беше прифатен за жал од страна на СДСМ. И сега одиме на третиот предлог кој што ние го даваме, а тоа е можни уставни измени се тогаш можни кога Македонија ќе пристапи кон Европската унија и кога ние ќе ги имаме гарантирано сите и заштитено сите македонски национални интереси, што е стравот на ВМРО ДПМН, кој што
И овој став е наш е една година токму од роденденот на ВМРО-ДПМН од протестот пред владата лани. А тоа е дека во вакви услови, во вакви околности ние не прифаќаме уставни измени. И тој факт останува. Околностите ако останат вакви како што се во моментов, ние уставни измени не прифаќаме. 44 пратеници потпишаа и изјави, а сега се потпишаа и за поддршка на овој наш став. Извршниот комитет заседаваше утринава и го повтори тој наш став. Ако продолжат ваквите околности какви што се сега, уставни измени нема да има, затоа што очигледно е дека власта го нема потребното мнозинство. Добро. Ајде да Исмет Рамадани да го слушнеме него. Ајде, добро. Она кој што мораме да го заклучиме од денешна страница средба, а и тоа е и треба да го завршиме овој прв дел, тоа е дека ВМРО-ДПМН и со изјавата на почитуваниот колега е тоа дека ВМРО-ДПМН се согласува за уставни измени. Знаете како ВМРО-ДПМН една година ги лажеше граѓаните дека нема да прифати никакви уставни измени. Добро. Сега го заклучуваме тој момент. Сега го заклучуваме тој момент дека еве вечерва тоа е факт дека ВМРО-ДПМН се согласи за уставните измени и тоа ние го поддржуваме. И го отвараме диалогот заеднички да разговараме за сите оние услови кои што денеска се наметна на лидерската средба. Дали тоа ќе биде на ниво на председатели на политички партии или ќе биде на ниво на пратеници во собранието, битно е ВМРО-ДПМН веќе влезе во процес за дискусија за отварање на уставот. И би требало да има дебата, се разбира. Исмет Рамадани, гледате ли поместување на тврдите ставови сега на ВМРО-ДПМН сега после лидерската средба? Јас и на ова студија, мислам дека во ваша емисија сум го кажал тоа, дека господинот Мицковски, тоа му е мана што избрзува во своите изјави и ставови, и после тоа се обидува да најде начин како да ретерира, затоа што прво му се јавува проблем во неговата партија, затоа што западњаците во неговата партија после му сугерираат веројатно дека не ти требаше ова. Како што доаѓаше време, он бараше алиби, некоја гаранција. Меѓутоа, денеска се разобличи малку, не внимаваше на тоа, он прифати да влезе во власта и Ковачевски доби само со една понуда, че давам 5 министри, само да поминат овие измени во Уставот, што значи дека потврди уште еднаш дека главното и најважното е да се отвори патот кон преговорите членството во Европска Унија и сето тоа кога ќе го проанализираат посебно странците, нашите партнери, и тука мислам дека премиерот Ковачевски добива во тоа што значи поддршка. Од другата страна доби многу и дуи денеска, затоа што барањето на Мицковски влада да излезе дуи, наредните избори предвремени дуи ќе добие од 15 до 20 пратеници и после што правиме со дуи. Мислам, јас ја знам логиката и психологијата на обичниот граѓанин, албанец, кој гласа што мисли после тоа. И трета работа која во исто време треба да се проанализира, дека во одложено, како беше тоа да се остави ова измените, да, меѓутоа одложени до пред влезот. Така што во една ваква ситуација мислам дека и господин Мицковски гледа дека веќе он е под голем притисок. Јас верувам и треба да бидеме искрени до крај дека он може би сега може да се повикува на тоа, па јас ако не влезам во влада се враќам кај народот. Меѓутоа народот македонски толку е мудар, од искуство ви велам, дека во пресудните моменти не ти помагаат ниту рейтинзите, ниту анкетите. Знаете вие што е пресуден момент? Пресуден момент кога треба да гласаш за иднината на тие поколенија, односно за тие синови и ќерки, иднината во Европска Унија или иднината во бездна или воопшто необјаснета. Тие се моменти кои треба добро
да ги проанализираме. За мене, мој совет е, ВМРО ДПМН да размисли уште еднаш и за една друга средба, нека договори дури и со странците кои се во народните партии десни, каде што е членка, да измислат некоја гаранција алиби, за да може да влезе во тоа што е дискурс главен и најзначаен. Членство во Европска Унија, имајќи ги предвид сите овие стратешки, геополитички, нашите партнери, амерички, европски. Инаку, тврдоглаво, ако се оди, партијата и никој друг, тоа значи партијата, не е важна државата, не се важни граѓаните, не се важни овие другите, не е важна меѓународната заедница, јас не отстапувам од тоа што сум го кажал. Тоа во политиката, верувајте дека таквите во политиката завршиле лошо. Компромисите во политиката се евроатлантска вредност. И компромисот е вредност. Демократска вредност. Демократска вредност. Да, мора да се прават компромиси. Јас мислам, ова е, моje мислење и ова заклучокот, односно што можам да извлечам од денешната седмица. Да. Стефан Андоновски, околу ратификување на пристапниот протокол за членство во ЕУ, кога ќе се ратификува, значи тогаш може уставни измени. И сега прашањето е како ќе добиете вие друга преговарачка рамка? Кој е планот? Вака ќе ми дозволите малку поекстензивно, за да можам да ги образложам неколку од аспектите. Ќе се обидам да бидам многу точен. Одговорете ми на прашањето. Прво, беше спомнато тука да измислат некои гаранции европските народни партии или алиби. Тоа воопшто не е работа на ВМРО ДПМН да измислува алиби или гаранции. Тоа требаше да биде работа на Димитар Ковачевски пред да ја потпише преговарачката рамка. Сега реплицирате на Се обидувам да одговорам. Видете, Добра. јас сум во ситуација во која што имам двајца блиски поддржувачи на Димитар Ковачевски, на кои им давате еднакво време со мене, па мислам дека соодветно да одговорам, затоа што би прераснало ова во тирада би прераснало на само што мислам дека некоректно. Ние од почетокот, од 17 јуни минатата година, зборуваме за променети околности. Зборуваме за пакет на решенија. Пакетот на решенија содржи гаранции за заштита на македонскиот идентитет и јазик, посебност од своите почетоци до денес, кои што го немаме. Едно по едно ќе одиме, на сите услови. Второ, е ова што ви го кажувате, тоа ме интересира. Заштита до отпочнувањето на, односно отпочнувањето на ратификацијата на пристапните протоколи, што значи влегување на Македонија во Европската Унија. Зошто е ова вака? Во ова студио го објаснов. Ние кога ќе започнеме да преговараме на две маси. Едната маса е со Европската Унија за Копенхагенски и Мастрихтски критериуми, втората маса е со Бугарија за Гоце Делчев, за историја, за македонски јазик и така натаму. За да се заштитиме, заштитиме оваа првава маса и да преговараме само за Копенхагенски и Мастрихтски критериуми. Ние рековме дека преговарачката рамка треба да се смени. Но таа затоа што не ја промени. Како ќе ја смените? Која е алтернативата? Како ќе се заштитиме? Да. Ако уставните измени поминат побрзо пред нашето пристапување, нивната ратификација, односно влегување во сила да биде на денот на влегување во Европската Унија. На тој начин ние сме заштитени како држава. Зошто? Затоа што при било какво евентуално барање на Бугарија, колегите ќе рече дека такво нема да има. Но јас видов Христијан Пендиков. Можеки има Христијан Пендиков два одбитола. Може да има Пендиков. Но ако има тогаш уставните промени нема стапат на сила. Ако има таков Христијан Пендиков кој што ќе го измисли бугарската влада, ова следната бугарскиот претседател ќе стави вето, ние ќе можеме речеме благодариме, ние уставните измени ги враќаме назад. Ако стапат на сила денеска, ние не можеме тој процес да го направиме реверзибилен. Но како ќе смените преговарачката рамка? Не треба да промениме преговарачката рамка. Од нас ние треба да ги промениме внатрешните околности во државата. Затоа што видовте дека Белград и Приштина потпишуваат анекс на нивната преговарачка рамка во Охрид. Но ова веќе е што ќе се случи? подпишано. Потпишано е, но беше потпишано и за Србија пред 10 години. Па денеска потпишуваат анекс. И денеска гледаме како условите за Србија се менуваат. Да не бидеме дефетисти. Ние постојано имам чувство од кога СДСМ дојдена на власт дека се плашиме од меѓународната заедница. Ние сме еднаков партнер во таа меѓународна заедница. Имаме право на сопствени барања како држава. Но дали имате поддршка
од ЕУ е прашањето. За овој план што го Ние имате. имаме поддршка од граѓаните, бидејќи беа Не спомнати. чекајте сега. Ама јас не Граѓаните одам на можат- избори, Билјана, но јас не одам на Граѓаните избори, да. јас не одам на Мора избори да во ве Брисел. поддржи, Ама земите членки мора да ве поддржат Ваков е за- процесот. На избори, кога се гласаат граѓаните на Република Македонија. Во Брисел единствено гласаат нашата диаспора. Не гласаат ниту политичарите во Брисел, ниту партиите, ниту институциите. За во Македонија гласаат македонските граѓани, сите. И Говориме разликата за се преговори. гледа. За Затоа нова што преговарачка дури ни рамка. поддржувачите на СДСМ ваквиот пристап кој што го има Димитар Ковачевски не го поддржуваат. И тоа се гледа не само на анкети или на рейтинзи. Се гледа во ставовите, ако ги прашате луѓето кои што порано го поддржувале СДСМ, ќе речат ја оваа партија не ја препознава. Се гледа и во последната анкета на NDI, затоа што претходните анкети ги нарекуваа партиски, во последната на анкета на NDI 11% велат дека Македонија се движи во позитивна насока, а 13% викаат дека би гласале за СДСМ. Ако од овие 11 половина речеме дека се етнички албанци гласаат за ДУИ, тогаш само 6% од гласачите сметаат дека Македонија се движи во позитивна Тоа е насока. ваше толкување. Тоа се пола, Тоа не, тоа е кроз табулација. Тоа се пола од гласачите на СДСМ. Да. Другата половина не сметаат дека Македонија оди во позитивна насока. Ова е најстрашното од таа анкета, што гласачите на СДСМ не сметаат дека Македонија оди во позитивна насока. Со ваквиот став на СДСМ, тие, затоа што започнаме со дискусијата ВМРО што ќе прави, тие треба да размислуваат што ќе прават на следните избори. Затоа што разликата во прилеп од 7500 гласа на последните избори ќе се зголеми од 14000 гласа на следните избори. Тогаш не знам политичарите кои што доаѓаат од македонските градови и села, а не од Брисел, Лондон, Вашингтон, како ќе излезат на избори. Добро да заклучиме, не ви треба поддршка од ЕУ, од земјите членки на ЕУ, околу Од протоколот. земјите членки на ЕУ е потребно друго. Тоа денеска председателот Околу Мисковски го добра. објасни, околу гаранциите кои што треба да ги достави Имате ли? Советот на Европската Да, ќе унија. одиме и за гаранциите. Тоа е Сега за- ме тоа е интересира задача на околу нашите европски и преговарачката евроатлантски рамка, околу пристапниот протокол за членство во ЕУ, што велите дека уставните измени ќе важат откако ќе почне ратификација на пристапниот протокол за членство во ЕУ. Токму така. Значи А, да го заштитиме процесот Условата на се пристапување. уставни измени па започнување преговори. Таков е сегашниот услов. Па тоа е во моето сегашната преговарачка прашање. рамка. Имате ли од земјите членки поддршка Никој не за овој очекуваше друг дека план? било која преговарачка рамка ќе биде промената. Па гледаме дека преговарачките рамки се менуваат, дека условите на земјите се менуваат и не гледам зошто Македонија не треба да се Не бара дали својата имате шанса. поддршка, тоа е моето прашање. Па видете овој предлог, земји овој предлог членки. излезе денеска. Јас се надевам дека Добро. поддршка Ова е нов предлог. Македонија ќе добие, затоа што Од не е ова поддршка вчера за предлог на ВМРО ВМРО. ДПМН? Кој е дали е предлог? Вие велите дека ова е нов предлог, значи од вчера е. Не, од вчера не е. Ова е предлог кој што излегол од денешната седмица. Но не сте работеле на овој предлог, не сте лобирале. Видете, ВМРО ДПМН има задача да лобира кај своите европски партнери. Тоа Ние не имаме сте го партнери во правеле Европската до сега, народна така? партија. Сериозно сме го правеле и можам да ви потврдам дека голем број од решенијата кои што ние ги предлагаме се дискутирани И кој и ве поддржале? со нашите партнери во Тоа е Европската моето народна прашање. партија. Имате ли поддршка? Можам да кажам дека, например, хрватскиот предлог е дискутиран со сите наши партнери во Европската народна партија. Дали имате поддршка? Никој не беше е против прашање. тој предлог. Никој не Говориме за земјите Против не сме членки. имале. Да. Молам? Во Европската Да. народна партија членуваат земјите членки. Да. Имате. Кој од кој? Во Европската народна партија сме ги дискутирале овие предлози и никој не нашол забелешки на истина. Сите се Па не, се јас на согласуваат. средбите кај што сум бил, никој не кажал ова не е европски предлог, ова што го предлагате Ве за хрватскиот поддржуваат. модел, ова што го предлагате за вашиот план за пристапување. За ратификација, прво ратификација, па после вака сега, уставни. се обидувате со 10 Ме- прашања, истото го Па повторувам. да, истото ме интересира. Денеска на средбата од страна на Ковачевски, сега ако можам да го парафразирам, беше предложено уставни почнување на уставните измени, влада, па Да. затварање на уставните измени па избори, така? Да. Нашиот предлог во таа ситуација е, ако сакате ваков модел, тоа е нивни предлог, не е наш. Ако сакате ваков модел, уставните измени нека важат за 10 години од денеска кога ќе станеме членка на Европската унија. Да. Тоа е нашата модификација или нашиот одговор на нивниот предлог. Нашиот предлог е друг. Ние предложивме нешто друго. Ние предложивме гаранции, социјален пакет, заштита на Да, добро, ќе македонскиот говориме за национален сите. идентитет, Да, за сите. па потоа Да. некакви уставни измени. Тоа е нашиот предлог. Ова е предлогот на Димитар Ковачевски. Сега да почнеме уставни измени и ние велиме не може да важат веднаш, треба да важат дента кога ќе пристапиме кон Европската унија. Да. И тоа беше моето прашање околу кое Па, мислам спореме, дека и веднаш го одговори. дали имате поддршка од
ЕУ и велите дека имате. За овој ваш план. Добро. Сака некој да реплицира? Прво, очигледно се утврдува и се покажува и хаосот во ВМРО ДПМН и со различните изјави се со една цел да најдат некакво си алиби, да излезат во целото клопче кој што си го заплеткаа самите меѓу себе. А тоа е дека ќе се случи некаква си бугаризација, асимилација, македонскиот јазик ќе биде западен бугарски дијалект и така натаму и така натаму. Гледаме во рок од 12 месеци се што кажа се им пропадна. Значи буквално од почетокот до овој момент се што кажа ВМРО ДПМН не излезе така на терен. Прво, лага е дека има две маси. Прво, Република Македонија отвара преговори со Европската унија. И тоа е факт. Република Македонија за членство во Европската унија не преговара со Бугарија. И тоа е затворено прашање. Ние имаме преговарачка рамка. Во рамките на таа преговарачка рамка, која што е усвоена од страна на 27 земји членки на Европската унија, ќе се водат преговорите. Ние имаме единствен услов, а тоа е за да почне втората меѓувладина конференција и состанок за почеток на преговорите, затоа што од почнувањето на преговорите започнува со скринингот, кој што е почнат на официјален македонски јазик, признаен од страна на Европската унија, кој што прв документ Република Македонија го потпише со Европската унија, каде што пратениците од ВМРО ДПМН напуштија салата и не гласаа за македонски јазик во Европската унија преку Frontex, се докажа дека Европската унија се што кажа во рамките на францускиот предлог и она кој што го донесоме како заклучоци во јули месец во собранието, го поддржува и си стои на дадениот збор. Тоа ни го кажа претседателката на Европската комисија и се што кажа во тој момент во овие 12 месеци се испочитува од страна на Европската унија. И сега ние гледаме дека ВМРО ДПМН измислува Пендиков. Па Пендиков се сликаше со Христијан Мицкоски. Пендиков тие го произведоа, не го произведовме ние. И дека кажат како, во какви услови се сликаа тие со такви ликови. Се правеа за да блокираат државата. Кога видоа дека се најдени во чор сокак и кога во безлизна ситуација донеде Христијан Мицкоски ВМРО ДПМН да има една страна проруски коалициони партнери кои што му одат на состаноци во Русија, да има од една страна коалиционен партнер Левица, кој што му е нивни идол, затоа што тие го следат Димитар Апасиев. Се што ќе каже Димитар Апасиев, после Димитар Апасиев излегува со порадикална изјава Христијан Мицкоски. Ви вели дека сте во коалиција со Левица. Во коалиција со Левица е ВМРО ДПМН. Не е СДСМ. Вие проверете во Прилеп, проверете во други градови, во каква коалиција сте. Еден врз друг. Само, јас не вели дека сте во град Скопје. Не ви упаѓам. Коалиција. Сите изјави кои што ги дава Христијан Мицкоски се како да го надополни ударот кој што очигледно Левица им го задава на ВМРО ДПМН. Но тој е нивни проблем. Проблем е затоа што ние прогресивното крило, сите ние кој што го трнавме на страна, нашиот политички рейтинг, се со една целава држава да оди напред, нема да им дозволиме да не држат во заложништво. И затоа сега, тие бараат начин, какво алиби, дали преку ваков начин или онаков начин, дали преку преговарачкиот рамка за усвојување на протокол и така натаму, бараат начин да седнат на столчето, да преговараат и да влезат во целиот процес со на тоа дека знаат дека овој брод мора да плови понатаму во интерес на граѓаните и државата. Или да потоне. Не да потоне, затоа што ВМРО ДПМН, историјата, матрицата на ВМРО ДПМН е како да ја блокира државата. Еве нека кажат која е најголема стратешка одлука која што донесена во мандат на ВМРО ДПМН. Визната либерализација. Стратешко партнерство со САД. Нула. Отварање на хлад. Се што каже, не реплицира го прашувате, ви одговара. Најголемата стратешка цел беше членството во НАТО. Членството во НАТО го викна Христијан Мицкоски во собрание, не ни аплаудираше кога се усвојуваше резолуцијата за членство на Македонија во НАТО. Тоа се покажа, се играваше пантоломите. Тоа се покажа какво е ниното недолично несување во однос на државата. И затоа ние ги повикуваме во најразлични начини. Еве сега, ако им е целта им е власт, еве, 5 министерски места ви нудиме, влезете во власта, гласајте ги уставните измени, не ја кочите државата. Да ги изгласаме уставните измени, кога стануваме збор за рейтинг и за избори.
Гласајте ги уставните измени, да ги донесеме уставните измени и веднаш да одиме на избори. Може Зошто ли бегаат од избори? Исмет Рамадани, може можам ли да одговорам на ова за да не прераснува во монолог на страна на ССМ. Ајде, Ќе бидам многу краток. одговорете им добро. Веднаш по подпишувањето на пристапниот протокол не се споруваше за отварање пруга или нов граничен премин Македонија-Бугарија, ви наметна табла Цар Самуил, дека бил бугарски крал. Тоа прво го прифативте, после подпишување на преговарачка рамка, дека нема други барања. Христијан Пендиков измислица на Румен Радев, кој што ви го имплантираше и ви кажа вака. Зошто се сликате државата со- систематски, Дека внимавајте, државата Ама, систематски не ги Миле почитува Талевски, правата дека на заврши. малцинствата, на бугарското малцинство во Македонија. Тоа ви го кажа Румен Радев за вашата влада, дека вие систематски не ги почитувате правата на малцинствата, што е сериозна навреда на целата држава. И трето, комисијата со Бугарија работи постојано и таа може да се договори и можеме пристапиме кон Европската унија само кога тие ќе се Не е договорат. точно. А тие нема да се договорат Не е дека точно. ние не им попуштиме. Билатералните прашања. Затоа ние ги блокираме овој Колега, процес. почитувам. Затоа што не може во Билате- сметка на Гоце Делчев, на македонскиот Не, јазик и Исмет- македонската да, историја, Исмет Рамадани. да пристапуваме Исмет кон Рамадани. Само една реченица. Исме- Билатералните прашања Ама не морате се во да- преговарачката рамка. И тоа треба да го Ќе го признаете. кажете Вие не сте тоа. ги прочитале Исмет. Исмет Рамадани, може ли да се она што го бара ВМРО ДПМН да се смени пристапниот протокол за членство во ЕУ, онака како што има анекс Србија и Косово? Без да ме прашате, на тоа сакав да обрнам Да. малку внимание, кај овие млади мои колеги кои партиски нормално настапуваат. Јас не настапувам партиски, туку едно 25 години практикувам, односно промовирам евроатлантски вредности. И да ве потсетам на нешто. Преговарачката рамка која беше одбиена од премиерот, односно од владата, имаше во еден дел таму во однос на македонскиот јазик Бугарија да користи фуснота. Фуснотата е многу проблем, затоа во сите документи таа си стои. Како за Косово што стоеше и стои во некои документи. После тоа, за среќа, дојде самитот во Мадрид. И во Мадрид дојде државниот секретар Блинкен, меѓу другите и сите државници од земјите и членки на НАТО. Таму обидот се направи со тешкаши, Блинкен, Макрон, Шолц и сите, за среќа беа и нашите таму, и премиерот и председателот на државата. И таму исправката на преговарачката рамка беше во тоа, прво таа фуснота да не постои, да отпаднат одредени работи од декларацијата на Бугарското народно собрание нивно и остана само точката 12 каде што се даваат годишни извештаи во врска со историската комисија, меѓутоа се што ќе се донесе во историската комисија треба со консензус да се донесе и консензусот во овој случај е доволна алатка која може да се користи низ тие преговори кои ќе се отварат поглавјата. Така што мораме да бидеме искрени пред народот, пред граѓаните, затоа што понекогаш кога ќе те обземе тоа партиското, тој интерес, лукративни функции и така. Би рекле ги обземал патриотизмот, а не партиската еуфорија. Па тука е партиската, патриотизмот и така натаму, меѓутоа патриотизмот во ова време добива нова дефиниција, нова димензија. Не можеш ти да останеш и понатаму со атрибути твои цврсти државни, без да ги делегираш или во НАТО или во Европска Унија, за да опстанеш како држава. Мала држава си. И треба да бидеш во редот на тие. И невозможно е да се смени И сега тој вие протокол. пробавте 5-6 пати одговор. Дали имате поддршка? Да, од Дури партнерите. представникот од ВМРО ДПМН во овој слободен сум Стефан, помлад си, да му кажам дека дури и Орбан не ги поддржува во овие ставови во однос
на уставните измени. Што да кажам понатаму? Немојте, нема смисла да ги истоштивме граѓаните со некои така наречени патриотски, романтични, дека ние 30 години можеме се да... истоштени со Грција. Имате право, Може нови имат 30 право. години да Меѓутоа, верувајте наред. дека нема држава во овој Западен Балкан кој не минува низ Голгота на одлуки и компромиси за да го направи следниот чекор во Европската Унија. Земете која друга земја, дали Србија, дали Босна и Ерцеговина, дали Албанија, дали Косово, која со Србија треба да преговарат, па да се мора да најдат некаков компромис. Значи, ние понекогаш претеруваме со нашиот егоизам. Ние поминавме низ пекол. Пеколото е насекаде на Западен на Западен Балкан сите земји особено Босна и Херцеговина најмногу виде тој пекол. Во малку време на требаше војната да попуштиме компромисот со името. Меѓутоа, чека да ви кажам. Пример. Не. Ние во името Македонија, единствена држава во светот сме Македонија. А Македонија антика име која е престижиозно име. Не, Македонија стои. Не, само ние се Само право момент. има кампања. Мислам дека новинарот Бојаровски Македонија. направи една репортажа во Грција пред месец дена. Разговараше со македонците таму. После колку години ние во кавги со Грција, после договорот, прв пат се јавува председателот на Вино Жито и вели сега веќе имаме многу подобра позиција. Да, знам, не ни дозволија ние да се мешаме во нивните права, културни и така натаму. Меѓутоа тие меѓутоа во ваква ситуација, кога веќе имаш договор, тие самите, македонскиот јазик веќе послободно се зборува, дури 80% од скринингот е. Велите дека ќе има пресврти во Бугарија во овој контекст. Тука сакам, значи добро ме прочитавте. Во Бугарија, ако ние влеземе во Европска Унија, тие македонци кои се таму, ќе се охрабрат. Тие не го заборавиле идентитетот. Тие се исплашени. А во исто време и имат некои привилегии затоа што се Европска земја, Европска Унија. Ние најголемите дебати и кавги ги имавме 22 со Бугарија, нели? Бранејќи ставови наши, идентитет, разбира, јазик и така натаму. Верувајте ми, точен податок е дека 2000 македонци 2022 земале бугарски пасош. Зошто? Затоа што ние ширејќи дефетизам, песимизам, дека 30 години нема да влеземе во Европска Унија, ова де бака, мислам ги опишуваме работите фаталистички, а со тоа ние помагаме младите да ни бегаат. Да. Затоа што младиот човек кога ќе слушне вакви дебати, ставови, рече по оваа земја нема перспектива, бегам јас, не ги чекам овие да влезат во Европска Унија. Одиме со реклами, останете со нас. Се враќаме во анализа. Стефан Андоновски ќе има поголема минутажа, за да биде фер дебатата, вие ќе бидете пократки. Исмет Рамадани вели дека немате поддршка дури ни од Орбан за вакви промени. Па јас не сакам кои ги заговарате. Да, јас не сакам да делувам чаршиски и да коментирам изјави што сум ги слушнал или не сум ги слушнал на поединечни високи лидери на европските држави членки и затоа не коментирам никој, па ни председател на владата на Унгарија Орбан. Како што кажав, ние имаме сериозна позиција во Европската народна партија и нашите решенија, коментари, планови, програми, сега подготвуваме програмата за изборите, ги комуницираме со тие наши партнери. Но не ги објавувате јавно? Па, мислам дека дел од нашите тимови се во моментов во Будимпешта и го објавија тоа на социјалните мрежи.
Ние Се дел гордеете бевме со поддршката на Орбан? Бевме во Љубљана, ќе одиме и во Хрватска, планирано е средби во Брисел и во Италија, така што широка е таа наша активност. Сакав да се задржам на еден коментар што се однесуваше на нашинците во странство. Ние се откажавме со договорот од Преспа од нашинците било каде и се откажавме од една друга... Нашинците, македонците. Македонците, да. Се откажавме од една друга работа, а тоа е од повикот дека и во Македонија и на оваа територија на Македонија, на денешна Република Македонија, има историја која што е пред 91 година и која што генерации на генерации луѓе ја создавале уште од антиката до денес. Затоа во тој договор во членот 8 се вели дека Грција го полага правото од антиката до денес, а ние го полагаме правото од 45-та наваму, дека ние можеме да бидеме македонци само во таа смисла, според Да не се враќаме на античка Македонија. Сепак должам одговор, затоа што беше таа теза прозвана. Многу е, видете, кажете им го ова на луѓето кои што потекнуваат и били избркани од Егејска Македонија во војната, во граѓанската војна. Објаснете им го овој став дека тие немаат право на, ама не, тоа е силно-осминскиот так, тој потекнува таму. Седомосминскиот так потекнува од денешна Грција, поранешна Егејска Македонија, тој регион. Од Воден, од Костур, од Лерин потекнуваат најубавите песни на македонски испеани. И ние со членот 8 немаме право да ги кажуваме дека се македонски. Во исто време кога представниците на власта се плашат да го кажат зборот Македонија и дома и во странство, Грција има своја кампања, не знам како се нарекуваше, но беше нешто инвестирај во Македонија или Македонија за сите, не сум сигурен, но си го користат називот Македонија. Македонско вино имаше претходно. Ние имаме регионот се вика Македонија. Не можеме да го избришеме. Зошто ние не го користиме? Зошто ние не го користиме? Тоа е веќе прашање зошто не се користи. Беше коментирано за преговарачките рамки и македонскиот јазик. Односно, овде само да завршам, против Бугарија има 14 присуди на Европскиот суд за човекови права. Одговорна влада, која што ја советува почитуваниот соговорник, требаше да побара реализација на тие присуди во Бугарија. Тоа не беше побарано. Тоа е еден вид реципроцитет кој ние го бараме. Ако сакаме да го промениме уставот, мислам дека утре можеме да го промениме и ги вклучиме хрватите во него. Никој нема да има против. Зошто? Зашто Хрватска ги почитува правата на македонците во Хрватска. Но Бугарија не ги почитува правата на македонците во Бугарија. Одговорна влада ќе ги натераше европските институции. Како ќе ги натера? Европските институции. Стефан Антоновски ме Бугарија е најслабиот член на Европската унија. Има фондови. Па сега почекајте. Така вас ви беа дадени 15 минути да образложите. Вашиот Евроатлантски совет е финансиран од владата. Вие сте лично советник на премиерот. Така што вашите ставови ги знаеме, ве молам јас да се доискажам, па ќе имате право да немој лаги да Па не е лаги, јас ги познам финансирањето на Евроатлантски совет. Добро. Не така. Океј. Поентата е дека Европската унија дава сериозни финансии на Бугарија како помош. Тие финансии можат да бидат условени со почитување не на македонските барања, на барањата на Европскиот суд за човекови права од Страсбур, на барањата на Советот на Европа. Советот на Европа има најава дека ќе бара од Бугарија почитување на овие пресуди, инаку ќе ги одземе правата да номинира судии, да има право на глас во Советот на Европа и така натаму. Да не бидеме дефетисти. Ние овие работи кои што ги бара Совет на Европа треба ги побараме ние, да гарантираме дека македонците во Бугарија имаат права. Кога ќе бидат добрососедските односи на една реципрочна основа, тогаш никој ни во Македонија нема да има проблем со луѓето кои што се граѓани на Македонија, а се сметаат себе си за бугари. И третиот дел околу јазикот. Лага е дека јазикот сега со Фронтекс одеднаш станал македонски. Македонскиот јазик е признат од Обединетите нации во 45-та со влегувањето на Југославија во Обединетите нации, а кодифициран на конвенцијата во Солун. Во исто време, последна графа, последен чаптер на преговори со Европската унија ги вклучува културолошките прашања и прашањата за јазиците. Да потсетам дека Бугарија има едностранна изјава во врска со македонскиот јазик и не го признава истиот. Да почекаме да видиме во тој чаптер што ќе каже Бугарија за македонскиот јазик. Но за да се заштитиме, да не дочекаме последното поглавје да го стасаме, за Бугарија да не оспори, ние велиме да почекаме со уставните промени, односно да ги направиме со одложена примена или да ги добиеме гаранциите сега, за да можеме како ќе ги добиете гаранциите? Ова делумно го објаснив. Едниот начин гаранциите се преку Советот на Европската унија, каде што членуваат сите претседатели на држави и влади, кои што може да донесе декларација, таму членува и Бугарија. Треба и Бугарија да одлучи консензуално да гласа дека го почитува македонскиот јазик, историја, посебност и идентитет. Ако се толку важни геостратешките позиции во моментот,
Ако толку се драматични тековите во Европа, јас се служувам дека се, тогаш не е никаков проблем на Европската унија, на Советот на Европска унија да ги прифати овие барања на еден мал народ од центарот на Европа. Не знам Никаков доколку проблем, вие можете никаков да проблем не е. излобирате Ние кога ќе Стефан бидеме, Антоновски. кога ние ќе ја водиме дипломатијата на Македонија, а тоа нема да ја води Бујар Османи, кој што повеќе се грижи за своите лични амбиции, својот личен пиар, тогаш резултатите ќе бидат поинакви. Впрочем, ние сме покажале на дело какви резултати има Македонија кога ја води ВМРО ДПМН. А Па тоа добро, и е во стратешко партнерство со со САД, Груевски визна видовме. либерализација и странски инвестиции. Со- Тоа и се наши односите Милошевски, со кога Грција ќе не биде се- министер за не надворешни, завршија. ќе биде поуспешен. Сега да можеме да Не ве слушнав, само да ве слушнам исто. Милошевски, кога ќе биде министер за надворешни работи, ќе биде поуспешен од Бујар. Ако се согласувате со тоа, јас мислам дека сте во право. Да, кажала Бакојани еднаш, уште еднаш да не го видам. Па ако избираме министри според тоа Бакојани што ќе каже и што ќе кажат нашите знам, комшии, лажи мислам од- дека е погрешно. очигледно Што направи можеме овој ли? министер? Ајде, Талевски, Очигледно не реплицирате. добивме никакви одговори, само се вртиме во место и тоа е ставот на Но ВМРО. добро, ова е Тоа планот- факт, тоа ова е е факт на планот ВМРО на ДПМН, не ги ВМРО добивме ДПМН. никакви одговори. Значи, Да. сакам Велат на жално е избори дека ќе, да, доколку жално победат е на избори, околу поддршката од Европската унија. Жално е што на ВМРО ДПМН императив за меѓународна средба и поддршка им е Орбан. За разлика од тоа, председател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и председател на владата, во изминатиот временски период, видите со кого имаше средба. Со највисоките представници на администрацијата во Соединетите американски држави, со државниот секретар Блинкен, имаше средба со сите поддржувачи, со сите сенатори во Сенатот на Соединетите американски држави, каде што имаше јасна став, директна, надвор од секакви дипломатски ракавици, дека Македонија има силна поддршка од страна на Соединетите американски држави за пристапот во Европската унија. Средба имаше со Макрон, средба имаше со канцеларот на Германија, со претседателката на Европската комисија, со претседател на Советот на Европа. Апсолутно овие највисоки меѓународни функционери директна поддршки даваат на Македонија за членство во Европската унија. Околу националниот идентитет. чекате сега, нека реплицира. Што да реплицира Нека кога само реплицира со Орбан Стефан Мицкоски се Антоновски сретнува? за Која е една- репликата? Која е Да. репликата кога Мицкоски се сретнал само со Орбан? Добро, нека И од реплицира, Орбан, и од да Орбан тие слушнеме немаат зошто. поддршка. Ако Само да се викате, доскажам. само ви се зголема разлика од Само- 7500 само- во Прилеп на само- 14.000 ќе изгубите. Ајде да одиме на избори, па Граѓаните ќе ве видиме следат. како. Па да, ние Ќе тоа одиме го на избори. изборим. Ајде да не избори. Е сега, околу идентитетот. што кажавте. Околу идентитетот. ВМРО ДПМН. Лицемерно се унесе околу македонскиот јазик. Таа истата партија која што кодификаторот на македонскиот јазик Баче Коневски го вика џуџето од Небрегово. Тие го илустрира Славко Јаневски и тие ќе водат сметка за заштита на македонскиот јазик. За македонскиот јазик. Тие кога се гласаше единствен документ официјален од Европската унија, Frontex. Тоа е договор меѓу Република Македонија и Европската унија. Се донесе одлука во собрание, ја напуштија седницата на собрание. Самите не си веруваат што прават. Дека напуштаат каде што се гласа за македонски јазик. И потоа имаше ретерирање од страна на партијци од ВМРО ДПМН, таква им била наредбата. Не, ВМРО ДПМН ќе остане во историјата дека не поддржала никогаш крупна одлука во интерес на граѓаните, а најлицемерно е тоа кое што им го прават сега, дека тие ќе го заштителе македонскиот јазик. Чекате сега, нека реплицира. Андоновски. Не знам од кај да почнам. Ајде од Frontex. Од Орбан. Од Орбан. Од назад, пако напред. Frontex, не знам дали сте го прочитали, би требало да го имате прочитано, договорот на Македонија за стабилизација и асоциација, подпишан во 2000-та година Frontex правимо. Да завршам. Така. Frontex. Вие рековте првиот единствениот на македонски јазик, така? Тоа го рековте. Frontex е сега, ова е 2000-та година го подпишува влада на ВМРО ДПМН во тоа време, пошто рековте дека немавме стратешки одлуки, и тој договор е подпишан на македонски јазик, замислете. Подпишан од тогашните држави членки на Европската унија, кога што го подпишува поединечно. Секоја од државите го ратификуваше и го подпишуваше договорот за стабилизација и асоциација поединечно. Процедурите за надворешна политика тогаш беа малку поразлични пред Лисабон. Јас не ве прекинував. Зошто сега? Јас не ве прекинував. Јас не ве прекинував. Зошто не гласавте во собранието? Многу е некоректно да ќе ви одговори. На истата седница имавте уште 3 точки имавте на истата седница за кои што ние не сакаме да ви правиме кворум. Нема кворум.
Затоа што не е точно. договорот го протнавте помеѓу други точки на дневен ред. Само да ви објаснам како се сега, се затоа што- гласа во собрание за оставете го, точка. нека добро, заврши. гласат. Ајде разговарате Миле си кога завршите јас Талевски. ќе помогнам. Не, Не, во ред, Оставете го, продолжете. нека заврши. Гласове ви паѓаат во прилеп. Поентата е. Ти не бре. Но Галя. ре- Поентата е. го мирите Јас гледам речи. желе за секој град во Македонија. Повеќе се грижам за градовите во Граначалник Македонија, во отколку за градовите во Праши соседството за како вие граначалник што се во Прилеп. што се секирате. Праши за Така што Чекајте, лага е чекајте, дека Талевски. Фронтекс е единствениот договор на македонски добро, да јазик. завршиме со Договор тоа. за стабилизација и асоциација подпишан на македонски јазик од страна на сите држави тогаш членки Тоа го на Европската кажавте, унија. да. Што се однесува до средбите во странство. Да. 2 недели претходно вие се сретнавте премиерот со Андреј Пленковиќ, премиер на Хрватска. Една недела потоа се сретнавме ние со него, јас бев присутен на таа средба во Блед во Странство, Словенија. кај бевте? Се сретнавме во Блед во Словенија. Пленковиќ. Ако дозволите ќе ви кажам. Со Андреј Пленковиќ. Се сретнавме со Јанес Јанша, се сретнавме со меѓународниот секретар на Европската народна партија, се сретнавме со заменикот председател на ЦДУ, кој што беше таму, господинот Брок, и се сретнавме со Виктор Орбан. Тоа се беа средбите само во Блед во еден ден. Председателот на партијата во наредниот период ќе има и уште бројни други средби и Ама патувања. нема средби, Стефан. Што е фидбекот од тие средби? Што договорите? Само Сега да јас ви пишете кажувам, што во еден ден имаме 5 средби, вие ми кажувате немате средби. Или вие не ме слушате, или не внимавате во емисијава. Може би Одлично, подобро да. да завршиме Добив- со дискусијата, добив- потоа да продолжите вие. Да, завршете, да. Со сите меѓународни представници кои што се присутни во Македонија, ние имаме средби. Не патуваме затоа што не сме државни представници толку многу, финансиските средства толку дозволуваат на политичката партија со се уште блокиран имот од страна на вашето судство. Најбогатата партија нема пари за Вашето Сакате да судство има кажете дека блокиран имот. имате подршка од И сите овие во Македонија доаѓаат Не, не странски кажува представници, дека има подршка. премиери, Не кажува. Беше Мануел Сарацин, колку што се сеќавам, беше министерката за Европа на Шведска, беше министерката за Европа Да не на гласате Австрија. за уставни Сите тие беа измени, присутни на состаноци со Стефан ВМРО. Андоновски, да не гласате за уставните измени, имате од сите подршка. Поддршка имаме од граѓаните на Република Македонија. Ние поддршката не ја бараме од Европска унија да гласаме или да не гласаме. Мандатот, кога станувате пратени, го добивате од граѓаните кои што ве гласале. 5000, 6, 7, 8, 9 илјади гласа треба за еден човек да стане пратеник, така? Кога ќе стане Но за да пратеник, се тој промени одговара овој на овие протокол, луѓе што го избрале. Не за да се одговара на промени- никој ни во Брисел, ни во Вашингтон, ни во Берлин, За да- туку само на гласачите, да затоа се- што утре треба да се врати дома. Така е. Треба секој петок пратениците одат таму каде што од каде што доаѓаат и разговараат секој со ден. своите За да гласачи. се промени протоколот, не може народот, како велите вие, или Токму така, граѓаните да кога ви ВМРО помогнат допомане во ќе ја предводи, Европската унија. кога ВМРО допомане ќе ја предводи дипломатијата, тогаш следува овој чек. На промена, Говориме- на можностите, на да. околностите, За во кои поддршка што- во кои што се европска наоѓаме. говорам, Токму така, и светска. но од опозиција, кога владата нема национален став заедно со опозицијата, нема еден единствен унисон став, излегува и има стотина различни предлози. Видете, долго време министерот за надворешни работи Димитров и Бојар Османи имале тотално различни ставови кога оделе по европските градови. Тоа дава неунисона слика за државата. Замислете, тие двајци имаат различни ставови, опозицијата има трет став, ние сме мек стомак. Добро. Затоа странците, сите, особено нашите кои што не ни мислат најдобро соседи, имаат можност да прават што сакаат. При една унисона позиција, македонска национална позиција на сите политички партии, ние можеме при таква силна изградена позиција тие ставови да ги браниме во Европската унија, секаде каде што за тоа ќе има потреба. Добар Ако ли е- немате став, да. тоа е проблем. Исмет Рамадани, добар Јас- ли е овој план? Да дојде на власт ВМРО ДПМН и да дојде до промени комплетни околу преговорите на сите документи. Не, мислам дека не сме деца и не сме вчерашни. Мислам, треба да бидеме искрени. Мене ми е жал какви лаги се пласираат до кај граѓаните. И на крајот, кога ќе кажеш, ама народот, тоа е веќе популизам, да ви кажам. Затоа што граѓаните ги бират нивните представници за тие да ги водат и да го задржат тој дискурс за кој тие оддамна се определиле, евроатлантските, Но велат ВМРО вели не по секоја цена. Не со секоја жртва. Која е цената? Која е цената? Каква цена ќе биде кога ние ќе останеме, кога сите Не други знам. ќе напредуваат? Каква е цената, Стефан Антоновски? Колку прашања се поставија тука, од кој со име и презиме имавте поддршка, за да не има промени во Уставот,
да се повикувате. 2/3 од граѓаните на Македонија. Ти Па одлучуваат за уставот, господине Рамадан. Немојте, Кој го гласа уставот во оваа држава? граѓаните, од кого го влечат граѓаните се збунети затоа што живееме македонските граѓани. во ера кога има многу дезинформација, многу лаги, фейк ньюз. Има замешани тука и други кои пласираат. Затоа вашата такви, влада ја губи да. поддршката. Затоа што не Зато- верувате во сопствените граѓани. Не во сопствените граѓани, затоа што 54% последнава анкета сметаат дека не одите во кога добра вие го користите тоа субјективното кај граѓаните и им кажувате дека ова не чини, ние ќе дојдеме ќе направиме друга рамка преговарачка. Вие со ова дека ќе направите друга преговарачка рамка подобра од ова, вие ги лажете граѓаните. Биди искрен. Ама зошто не дозволивте Ги да лажете. не ја подпишете Ги преговарачката лажете. рамка таква, туку Па, да го вклучите затоа- ВМРО ДПМН и опозицијата Не. да ви помогнат? Не, Зошто? затоа вие предходно не- имавте подобар предлог. Абе, јас Германија памтам, имавте јас подобар предлог. со години, Вие не го вие прифативте. никогаш Чекате не да се ме- вклучувате во донесување на одлуки кои се битни за Кој бил државата. поканет да учествува? Дали ВМРО Никогаш. ДПМН предложи Никогаш. 4 работни групи, од кои што едната беше преговорите со Бугарија пред подпишување на преговарачката рамка. Бараш Германија нешто имаше подобар унисоно, зошто не сте дел од унисоното еве од денеска? Зошто од денеска кога све прифативте? Кога Не, не, прифативте од- работи кои што граѓаните не ви Не, ги дозволуваат, прифативте сега дојдете работи. во ВМРО ДПМН со нас во калта. Па јас- Не, вие самите се замешавте јас во таа кал, со- затоа што ги подценувате македонските граѓани. Не, Македонските не, граѓани се апсолутно многу не, интелигентни. не, вие ги Тие подценувате. знаат каков став треба да има. Вие ги подценувате, затоа што добро, им добро. сервирате многу лаги. Немојте така, нема смисла од граѓаните да им кажувате дека Јас не ние бев тој, не знам вие дали ние бевте во ќе- авиончето од ние- 2018, ние тогаш ќе- дали бевте ете, советник? се повикувате на таа 5 фотографија. години ги лажевте Та граѓаните точно дека преговарат. Точно е 5 дека години. при враќање таму им кажале дека наредниот сами вие добивате датум. Кажано им е. Значи ги И излажа, сега така? Ги излажаа граѓаните. Пред 5 години. Не ги излажа. Пред 5 години СДСМ вели Не, ние тие се почнуваме враќаа, преговори. меѓутоа тие не знаат 2020 во дека во програма меѓу имате време напишано. Еден врз друг, никој не ве слуша. Ама тој не знае, тие не знаат тогаш дека во меѓувреме Макрон ќе интервенира со неговата платформа, односно Политиката немало не преговори. е праведна. 2020 година во програма Стефано пишувате, Бонатски. почнавме преговори со Европската унија. Во политиката 2020. нема- Денеска Ковачевски кажува, преговорите треба да започнат кога ќе Ама го вие промениме цело уставот. време велите Значи, вака, 5 ние години ги лажете бараме, граѓаните. ние бараме. Кажете сега, овие ќе не поддржат, и овие ќе не поддржат, и овие ќе не Додиме поддржат, на и избори овие ќе не поддржат нас граѓаните, вас ќе ви испратат во опозиција да одморите. По граѓаните И го... потоа ВМРО ДПМН ќе ја добие поддршката за ваков план каков што го има. Добро, ова е планот на ВМРО ДПМН. Ајде Милета Левски. Не Кој е е планот на СДСМ? ВМРО ДПМН нема план. СДСМ и целиот прогресивен народ има план, а тоа е државата да биде членка на Европската унија. Еве не кажуваат никаков модел како да се справиме од целиот процес. Денеска единствена цел, она кој што може да се сублимира, тоа е факт дека ВМРО ДПМН веднаш прифати да биде дел од владата. Единствена цел им е како да биде во власт. Се ова кој што Со го една прави ВМРО средба, веднаш ДПМН, денеска прифатиле. веднаш се прифати Тоа да не биде е дел од власта. Тоа не Но- е лоша идеја за ВМРО ДПМН За ВМРО да ДПМН биде никогаш не е лоша во идеја да биде во власта. власт, Ајде, само нека биде. заради да се ги задоволи Добро. своите лукративни потреби и причини. Тие знаеме ние се што ни се случуваше. 2008 година на маса имавме предлог за членство во НАТО. Каков предлог имаме тогаш и каков предлог прифативме после ние. Е сега што Кажете ние треба полош. да чекаме Полош ние сега треба да чекаме ВМРО ДПМН да го држи во заложништво македонскиот народ за да дојде што побрзо на власт. Еве, ние надвор од нашите политички поени, на штета на нашиот рейтинг, им нудиме, ако ви е до власта, ела, практицирайте власт, влезете во власт. Да ги донесеме потребните одлуки во интерес на граѓаните, да ги донесеме уставните измени, да го завршиме скрининг процесот кој што е во завршна фаза, да отвориме едно или две поглавја во преговорите со Европската унија и после да одиме на избори. И граѓаните да одлучат дали сакаат за Европа или сакаат нешто друго кој што го прокламира ВМРО ДПМН. И за таа цел ние денес имаме конкретен став. Тоа го предложи премиерот и председател на СДСМ Димитар Ковачевски. ВМРО ДПМН и Христијан Мицкоски прво што прифатија е тоа да бидат власт. Со одредени услови кои што потнатаму ги кажа. Тоа е целта.
Па ајде исполнете ги условите, ако толку се лесни тие што сме ги толку побарали име нив од исполнете ги интересот, многу Не едноставно. ве влезете во власта, исполнете ги вие условите. Толку Не, беше отложена примена толку на беше уставните промени. толку беше лагата која што ја прикажуваше ВМРО да помага. Целта денеска излезе на виделина дека нема повеќе она лажна формулација што ја презентира дека не се за уставни измени, се за уставни измени ВМРО да помага и тоа го каже отворено, јавно и Мицковски ја видеха вечерва и нашиот колега. И втора цел е да бидат во власта. Им ги понудивме тие работи. Ајде да се согласиме во интерес на граѓаните. Тоа е целта. Но околу рейтинзи, околу практицирање на власт и околу лаги и околу анкети кои што спомнуваат тука цела вечер, прво најголем проблем во државата е работењето на локалната самоуправа. Нека кажат, Животот е нека стандард, кажат, ниски плати, пенсии, криминал и корупција. Прв проблем Први е е работата, први два проблеми ги прочитав. односно не работата на локалните самоуправи, катастрофа граначалници во сите 44 општини кои што ги практицира ВМРО да помане, и вториот момент иди животниот стандард и така натаму и така натаму. Не е сега точно. нека одговорот Не е точно. Зошто имате катастрофа граначалници? Зошто не реализирате ниту еден проект во интерес на граѓаните? Зошто ги лажете Вие не граѓаните? ги Сакате гледате да анкетите. дозволите ситуација сега пак да ги лажете граѓаните. Се една цел, едно да биде јасно. Тоа ние нема да ви го донесеме. Сакаме на културен и мирен начин. Вклучете се во целиот процес, еднаш одважете се и работете во интерес на државата и граѓаните, а не само за вашиот личен джеб и на најбогатата ВМРО ДПМН партија и немој да лажете граѓаните дека немате пари, вие сте најбогатата партија во Европа. Политичката борба нека продолжи. Апсолутно. Вие сте неспособни, ние сме способни, дали е Ама инфраструктура, се стратешки дали цели, се нека да образование, дали е здравство. Меѓутоа, во ова што значи опција, дискурс, тука нема калкулации. Добро. Мора да се задржи дискурсот, инаку во слепа улица тоа значи многу реперкусии, влегуваме во предамбис како држава, затоа што другите ќе одат напред, ние ќе се изолираме. И јас дури се чудам како може една политичка партија таква одговорност да земе врз себе, значи да опонира на сите тие европски лидери кои значат нешто и во Европска Унија и во САД, да опонират, ни кажуваат, просто и не молат, но со убави зборови, со ова, ние пак да си тераме, ама народот. Не бе, народот треба да го водиме. Не како Мицковски тамо да клекне пред народот, јас клекнувам, вие водете ме. Зошто бират водачи тие? Добро, на крај сме. На крај сме, Стефан Андонов. Јас многу Сосема кратко на крај. одговорам дека Да. треба да ги погледнете граѓаните, дека треба да ги погледнете анкетите што ви кажуваат, затоа што за претходната анкета кажувавте дека ВМРО ДПМН е измислило. Оваа анкета е уште пострашна за ССМ. ВМРО ДПМН 21,5% од граѓаните, Не за анкети, ССМ да, 13,9%. Добро, ќе дојдете на власт, ама што ќе правите? Кажете им прекинував сега, не сакате За- да ги слушате граѓаните, за тоа е проблем. анкетата. Ги слушаме граѓаните. Вие сакате да им кажувате на граѓаните дека сте најпаметни и дека граѓаните треба вас Да, да ја на слушаат. крај сме. Некогаш послушајте Да, граѓаните, визионерството ќе ви ја за дадат граѓаните патеката. ние треба Ќе ви да ја го дадат кажуваме. патеката. Граѓаните Ние се сме платени 2/3 визионерството, против ваквиот став понатаму на да им ССМ го за кажуваме на граѓаните. бугарскиот предлог. Па вие го прифативте денеска, влеговте во процесот. Да прифативте Ма влеговте вие денеска во германски предлог процесот ќе беше затоа што многу подобар. велете дека сте против. Видете, ваква некултура во однесувањето, затоа ви ги носи резултатите кои што Ама нема ги носи некултура, избори. вие лажите. Јас тука ќе завршам затоа што навистина е некултурно. Ама нема потреба да се нервирате. Ви благодарам што бевте. Благодарим. Благодарам што бевте гости, благодарам што не гледавте. Пријатно.